Ги следевте вестите на Канал Усу. Имајте убав викенд. Довидување. Добро вечер, добро дојдовте во вестите на Канал Усу. Комуналното јавно предпријатие Водовод до Советот на општина Кочани поднесе барање за покачување на цените на водата за пиење и канализацијата. Барањето беше прифатено во првата фаза, односно мнозинството во Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот гласаше позитивно, пошто на седницата закажана за петок ќе треба да се изјаснат и останатите советници. Нови цени на услугите што ги дава комуналното јавно предпријатие Водовод од 1 јули ќе плаќаат граѓаните на Кочани. Водата за пиење ќе поскапи за нешто повеќе од 11%, односно покачувањето е за 4 денари за граѓаните, додека предпријатијата ќе плаќаат по 4,5 денари од метар кубен. Драстично поголемо е поскапувањето на канализацијата, односно цените ќе бидат повисоки дури за 150%. Така, наместо 6 денари како досега, во иднина граѓаните ќе плаќаат по 15 денари за метар кубен отпадна вода. Уште поскапо канализацијата ќе ги чини предпријатијата, каде покачувањето на цената е за 12 денари од метар кубен, односно наместо 6, тие ќе плаќаат по 18 денари од метар кубен. Барањето за согласност за поскапувањето веќе е доставено до Советот на општината, а тоа го помина и првиот филтер, односно мнозинството во Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот за него гласаше позитивно. На седницата на комисијата, барањето на Водовод беше образложено со објективните трошоци за обезбедување вода за пиење, со најавената изградба на пречистителна станица за отпадни води, но и со подобрување на нивото на услугите на комуналците. Prosečното вторуј на буџетот на граѓаните ќе изнесо некаде меѓу 138 и 207 денари, односно нашите пресметки кажуваат дека потрошувач кој би трошил околу 12-13 метри кубни, ќе има повисока сметка за околу 150-160 денари. Не е за подценување октоврујата на граѓаните, но на друга страна мислам дека бенефитите кои ќе ги добиеме како комунално предпријатие и обезбедената финансиска стабилност ќе ни возможат на друга страна да даваме квалитетни, редовни и добри услуги кон граѓаните. Спротивно од образложението на директорот Папазов, членот на Советот Сашко Стефановски рече дека не треба да се оптоварува тенкиот буџет на граѓаните, особено по прашањето за изградба на пречистителна станица за отпадните води. Мислам дека треба вие како јавно комунално предпријатие, односно требало поголем дел од средствата да ги обезбедите од други извори, оти ова е најнепопуларното. Од граѓаните, фактички они дават како еден вид на солидарен фонд во изградбата на таа пречистителна станица преку нивните сметки. За потоа вие да имате финансиска добивка, профит од истата таа инвестиција. Папазов се согласи со мислењето на советникот, но поскапувањето на канализацијата го оправда со потребата за еколошка заштита на сливот на Брегалница. Се согласувам и како граѓанини и како дел од ајде да кажеме и општина Кочани и комунално јавно предпријатие ќе се почувствува, но на долги патики сметам овие финансиски издатоци ќе донесат многу поголеми бенефити отколку што е влијанието врз самиот буџет на граѓаните. Прифатената согласност на барањето од Водовод од Комисијата за комунални работи ќе се најде како предлог за усвојување на седницата на Советот на општина Кочани, што е закажана за впеток. Ако тоа и таму помине лесно и без многу дискусии, тогаш по еден месец граѓаните ќе добиваат подебели комунални сметки. По еден месец ќе стапи на сила одлуката за наплата на паркирањето во централното градско подрачје на Кочани. Општинската администрација во соработка со комуналното предпријатие Водовод одлуката ќе остави на пробен период, за да се согледаат недостатоците, па ако се покаже добра ќе продолжи да се применува.
Надомест за паркирање во Кочани ќе плаќаат возачите од 1 јули. Одлуката, што пред нешто повеќе од една година беше актуелна, но тогаш не се спроведе, сега ќе почне да се применува. Единствена препрека за тоа засега е Советот на општината, што со оглед на расположението кај мнозинството не би требало тешко да се помине. Со тоа Кочани ќе стане првиот град во источниот плански регион каде ќе се плаќа за користење на јавните паркинг простори. На седницата на Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот беше дадено кратко образложение за стартот на примената на одлуката. Според проценка на градоначалникот како предлагач и администрацијата, веќе се созреани условите оваа одлука да биде поместена пред Советот како надлежен орган и да биде донесена. Сакам да ви обрнам внимание дека во завршните одредби на одлуката примената е од 1 јули со цел да се добие во време за да се направат и технички подготовки, нели одбележување со хоризонтална и вертикална сигнализација на самите паркинг простори, а исто така и да се донесат правилниците кои што се спомнуваат таму во самата одлука. Според одлуката, паркирањето ќе се плаќа за градскиот плоштад, потоа на улицата Кеј на Револуцијата од потегот од аптеката Зегин до паркот кај старата стамбена зграда, на улицата Маршал Тито по целата нејзина должина до мостот кај паркот, потоа на улицата Димитар Влахов од пред зградата на Водостопанство Брегалница до спојот со улицата Коле Неделковски, на просторот кај поранешниот ресторан Елпида и за паркинг просторот кај трговскиот центар од кај реката. Исто така, за паркинг ќе се наплаќа и за просторот меѓу зградите на Стопанска банка, Балкан Лукс и Водостопанство Брегалница, потоа за просторот пред Централниот регистар, за паркинг просторот кај Кулата Треска и на улицата 22 октомври, пред службениот лес на Македонска пошта. Наплатата во зимскиот период ќе биде во терминот од 9 до 22, а во летниот од 8 до 24 часот. За користење на просторот за паркирање, висината на таксата ќе се утврди со посебна одлука на Советот на општина Кочани. Сепак од она што можеше да се слушне на комисијата, како предлог е да постои можност за повластени билети за паркирање и за закупување одреден паркинг простор, што ќе чини околу 5000 денари месечно. Општина Кочани и годинава ќе реализира прскање против комарците, за што одвои околу 18.000 евра. Тендерската постапка веќе е завршена. Избран е добавувачот на заштитното средство и сега се чека на усогласување на термините за прскање од земја. Општина Кочани заедно со соседниот Штип оваа година е во најнапредна фаза во источниот регион со подготовките за прскање против комарците. Пред еден месец заврши тендерската постапка за набавка на заштитното средство, на која најповолна понуда даде Центарот за јавно здравје од Скопје, па сега останува утврдувањето на конкретниот термин кога ќе се спроведе прскањето од земја. Слично како и лани и оваа година, општината од сопствениот буџет издвои нешто повеќе од 1.100.000 денари за набавка на неопходниот инсектицид и ларвицид, што е одобрен од Министерството за лекови. Годинава секоја од општините ќе мора сама да ја организира заштитата против комарците, откако претходно пропадна обидот акцијата да се реализира заеднички преку Центарот за развој на источниот плански регион, како што беше пред една година. Иако се најавуваше прскањето да се одвива во координација со соседните општини заради поголема ефикасност од третманот, сепак дел од помалите општини доцнат со постапката, поради што прскањето нема да биде во приближно исти термини. Исто како и лани и годинава се планира заштитата да се изведе од земја, но да има и авионско прскање. Двете третирања ќе се реализираат одделно, односно со прскање од земја ќе се опфати површина од околу 300 хектари во централното градско подрачје, во приградските населби и дел од населените места во општината. Со авионското прскање пак се планира да биде опфатена површина од 2700 хектари во градот и низинскиот дел од општината. Соседната општина Штип ќе биде прва годинава во регионот каде ќе се изведе заштита против комарците од земја. Таа е закажана за доцна вечерва и за утре во раните утрински часови. Во нашата општина прскањето е планирано да се спроведе во првата половина на идниот месец. Богата културна програма најави локалната самоуправа за предстојните неколку дена. 50-тото издание на Драмскиот аматерски фестивал ќе биде дополнето со Баскерфест 2014, како и настап на Средното музичко училиште Илија Николовски Луј од Скопје и оркестарот Сигенцен Миклош.
В петок и сабота во Кочани за прв пат доаѓа фестивалот на уличен театар, кој досега во Македонија неколку пати гостувал единствено во Скопје. Како дел од турнејата низ 23 града во земјава, ќе настапат вкупно 30 артисти поделени во две групи од по 15 на изведувачи. Локациите на кои што ќе се одвиваат настаните се паркот и трговскиот центар. Значи во паркот доаѓаат во 19 часот до 21 часот, а потоа продолжува настанот во трговскиот центар и двата дена. Ова е така рекламата за Бакстерфестот. Инаку еве имаме и пропаганден материјал, весник, во кој што се дадени дел од актерските екипи и дел од гостите кои што ќе бидат дел од артистичките екипи. А гости има од целиот свет. Куклари, музичари, танчери, магионичари, акробати и комедијанти. Наградувани изведувачи на Cirque du Soleil од Соединетите американски држави, Аргентина, Белгија, Шпанија, Бразил, Германија, Италија, Швајцарија, а доаѓа и куклениот играч со планетарна слава Калина Аделина од соседна Бугарија. Концертот на Филхармонијата на Средното музичко училиште Илија Николовски Луј од Скопје пак ќе се одржи на 3 јуни во салата на Центарот за култура Бели Мугри со почеток во 19 часот. Пред 2 години ги имавме како гости и беа примени со многу овации, со многу аплаузи. Се надеваме дека и овој пат ќе биде така, затоа сакаме навреме да ги информираме сите заинтересирани и младите да присуствуваат на овој концерт. Концертот на Средното музичко Илија Николовски Луј е организирано во соработка со основното Ристо Јуруков. Последниот настан што локалната самоуправа ќе го организира заедно со локалното музичко училиште е на 4 јуни, кога во амфитеатарот на Правниот факултет во 19 часот и 30 минути гостува гудачкиот оркестар од збратимениот унгарски град Сиген Сент Миклош. 3 театарски представи се одиграа на вториот и уште 4 во третиот ден од одржувањето на 50-то издание на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани. Мачка на вжештениот ламаринен покрив е насловот на театарската представа која беше одиграна на сцената на Центарот за култура Бели Мугри на вториот ден од одржувањето на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани. Представата е во изведба на театарската група од гимназијата Свети Климент Охридски од Охрид, во режија на Ирена Бачик. Станува збор за класична драма, нели напишана од Тенеси Вилјамс, меѓутоа сакам да кажам дека покрај тоа што нели е напишана години наназад, мислам дека е вонвременска и дека сите оние нели манифестации на љубов, на омраза, на посегнување по изгубена љубов, посегнување по љубов на таткото, манипулации помеѓу во семејните односи помеѓу двете снаи, мислам дека тоа и ден денес е и како е присутно и мислам дека луѓето повеќето од нас ќе се најдат во самиот текст. До пред некоја година спремавме комедии, бидејќи сепак нели училишните представи за да бидат попосетени треба нели да биде нешто што ќе им предизвика расположение. Меѓутоа после 2 години учество на меѓународна театарска работилница во Берлин со овие ученици, сватив дека тие се веќе зрели и подготвени да пласираат нешто сосема поинакво, класично, каде што ќе може да се носат и со повозрасните аматери без разлика што се средношколци. Моли се викам представата и сум ја трвата. Значи злобната сум јас и кој цело време се обидува да го наруши мирот во семејството и сака да превземе све во свој раце. Ја толкувам улогата на Гупер, тоа е еден од синовите на богатиот голем татко. Мојата улога е повеќе лакома, значи исто како нејзината, се обидува на секој начин да ги придобие парите од својот татко, не дека тој воопшто го сакал и го сака, важни му се парите, пред се, а не неговата здравствена состојба. Веднаш понеја театарската група под наслов Катастрофа од Скопската гимназија Јосип Броз Тито ја изведе представата Жив човек во режија на Ива Матик.
На третиот ден од одржувањето на фестивалот беше одиграна представата на англиски јазик Графало во изведба на драмската секција Веселите артисти од Основното училиште Браќа Миладиновци од Илинден во режија на Емилија Стојановска. Веселите артисти творат 4-та година. Вклучени се во проектот Учиме англиски, преку театарска игра и забава го учат англискиот јазик, секојаш со ведар и полетен детски дух, исполнет со игра и песна. Во представата се работи за едно глувче кое што ќе успее со својата итрина да се спаси од сите останати страшни шумски животни и според тоа можеме да видиме дека не секогаш силата е мерило за некој дали ќе успее да се спаси од некаква неволја, туку најчесто или може да ни помогне итрината и тоа колку сме снаодливи. Прв пат сме овде, да, и сме многу задоволни што во толкава конкуренција успеавме да дојдеме и до тука, така што и самото гостување денеска овде и добриот прием кај организаторите и кај публиката ни е доволна награда за нас. Во вечерните часови од третиот фестивалски ден на програмата се уште 3 представи. 2 ќе се одиграат на сцената на Центарот за култура Бели Мугри и една во Мултикултурниот центар. Свадбата на Мара во изведба на драмското ателје од Средното општинско училиште Димитар Влахов од Струмица во режија на Кире Ѓорѓиев. Љубовна приказна во изведба на драмската аматерска група од Средното општинско училиште Богданци и представата Фактор жена во изведба на аматерската театарска група Без маска од Битола во режија на Димитар Шутевски. Забавни манифестации. По 8 пат во Виница одржано традиционалното мини плейбек шоу. Имитирање познати звезди на јавна манифестација на место дома е идејата која стои зад мини плейбек шоуто што се одржа во сината сала во Виница. Настапија голем број учесници, а нивниот перформанс на веќе традиционалниот настан го проследи бројна публика. Имаме доста кандидати од целиот регион, порано имаше од Кочани, од Делчев Берово, сега само од Виница, меѓутоа сепак доволно кандидати за да се одржи манифестацијата. Има ли манифестацијата надпреварувачки или ревијален карактер? Да, надпреварувачки карактер, затоа што нели повеќе жари на секто. Меѓутоа сите учесници добиваат, по сите учесници, без разлика на победници добиваат по еден пакет с генералниот спонзор. Генералниот спонзор е на Прогрес, Венчини. А победниците, за освоено прво, второ и трето место, тоа е новина оваа година, го уведовме, нема жири. Имаме само од публика, од масови, нешто слично на X-Factor. И тоа е мощно интересно што си водат своји фан клубови, причињата се до 12 години старост, така да, на прврич каратер има и синаќе имаше така, прво, второ и трето место. Годинешното беше 8 издание на мини плейбек шоуто во Виница. Бајачите и гатачите се повеќе се прифатени од страна на народот. Негативниот став на црквата за нив, тема на свештеничкото епархиско собрание на свештениците од Брегалничката епархија, со која председаваше митрополитот Брегалнички Иларион и игуменот на Лесновскиот манастир отец Дамаскин. На 27 мај, кога се празнува празникот на Свети Маченик Исидор и Свети Леонтиј Ерусалимски, свештениците од Брегалничката епархија од 4 наместништва Кочани, Штип, Делчево и Радовиш, под раководство на митрополитот Брегалнички господин Иларион и архимандритот на Лесновскиот манастир отец Дамаскин, во манастирот Свети Пантелеймон во селото Пантелеј одржа редовно годишно свештеничко епархиско собрание. Се разговараше за црковно-духовниот живот во епархијата според догматското и литургиското учење на Светата апостолска црква. Овој собор веќе има и традиционален размер, значи се собравме по 5 пат, каде што на сите заедно дискутиравме за пастирската дејност во Брегалничката епархија како за некои литургиски и догматски прашања кои што треба да бидат одредени и јасни. Исто така на ова собрание доколку се појави некој одреден проблем без разлика дали од административен или од литургиски, догматски или пастирски карактер, се кажува дека постои таков проблем и со заеднички сили, со здружени сили, доколку се појави потреба да се помогне на одредениот свештеник или во одредената парохија. Најголем акцент, додава Арсовски, беше ставено на бајачите и гатачите, кои црквата ги негира, а тие земаат се поголем забав помеѓу народот и се повеќе им се верува. Се позборуваше малку поопширно, главен акцент се ставаше на проблемите што ги имаме со верниците, односно делувањето на бајачите, гатачите,
посебно за некои суеверија, проблемите што нели се појавуваат од тие суеверија и баравме нели начин како безболно и да ги искоренеме. Митрополитот Брегалнички во сослужение со игуменот Дамаскин и свештениците во манастирот отслужија света архиерейска литургија. По завршувањето на свештеничкото собрание од страна на свештенството од Кочани беше организирана заедничка трпеза на љубовта. В четврток Светата православна црква го празнува Вознесението Христово Спасовден. Во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги ќе се отслужи света божествена литургија. 40-тиот ден после Христовото воскресение се празнува празникот на Христовото вознесение. Спасовден е денот кога Христос им се јави на неговите ученици и им заповеда да одат по целиот свет, проповедајќи го светото евангелие на сите луѓе, велејќи им дека кој ќе поверува и се крсти ќе биде спасен, а кој не ќе биде осуден. Светата православна црква утре го чествува празникот Вознесение Христово или меѓународот познат како Спасовден. Празник нели кој што ја менува својата дата и се паѓа секогаш на 40-тиот ден после Великден, бидејќи нели според Светото писмо и Светото предание Христовото вознесение се случило токму на 40-тиот ден. Па затоа по повод празникот во храмот посветен на Светиот Великомаченик Ѓорги од Кочани ќе се отслужи света божествена златоуства литургија. Арсовски додаде и потсети дека на 3 јуни, кога се празнува празникот посветен на светиот цар Константин и царица Елена, сите верници кои се во можност да го посетат храмот посветен на истоимените светители во село Соколарци, каде ќе се отслужи света божествена архиерейска литургија, со која ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички Иларион и свештениците од Кочанското наместништво. И за крај информацијата од спортот. Крајот на мај, по непишано правило, е период кога стивнуваат спортските возбудувања. Така е и годинава, кога на прагот на летото завршија или привршуваат надпреварувањата во речиси сите колективни спортови. Осогово заврши како третопласиран во третата лига Исток, иако е тоа најслаб пласман на жолтосините во нивната долга третолигашка хибернација, сепак се чини реален и пристоен ако се има предвид целокупниот тек на сезоната. ЖПК Кочани, иако тоа звучи помалку чудно, ќе го оствари најголемиот успех за кочанскиот фудбал во историјата со освојувањето на двојната круна. Дополнителен прилог дава иднина С со топ пласманот во сезоната која финишира. КМФ Кочани тргна по добар пат да го промовира градот како футсал дестинација, но плановите ќе се одложат за догодина. Сезоната ја заврши како третопласиран во втората лига. Кошаркарите на Баскет Дино имаа просечна сезона. Во рамки на младинските лиги М14, М16 и М18 забележаа пласман во рамките на очекувањата, а успех би бил можниот статус на второлигаш што тимот на Сашко Лазаров чека да му го верификува Кошаркарската федерација. Атекс не се надпреваруваше поради недостиг од кошаркарки од иста генерација. Следната сезона и оваа екипа се приклучува амбициозно кон Лига надпреварите. И натаму неголемите успеси ги носат другите спортови, не оние најпопуларните. Карате и гимнастика, на моменти и борењето, од кои остана уште малку до почетокот на летните одмори. You are my sun, my sun. Ги следевте вестите на Канал Усу. Имајте убав викенд. Довидување.